издание. Бојан Јовановски ми понуди спогодба не специјален обвинител. Орце Камчев сведочи во рекет. Проблемите со загадувањето во Тетово стигнаа до Вашингтон. Презентиран проект како тие да се решат. Продолжува постапката за импичмент на Трамп. Белата куќа чека фер процес во Сенатот. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Орце Камчев денес сведочеше на судењето за рекет. Меѓу другото рече дека Јовановски, а не специјален обвинител, му понудил спогодба за признавање вина. Со вкрстено испрашување од страна на адвокатот на Катица Јанева, Камчев рече дека никогаш не му било понудена спогодба за признавање на вина. Јовановски па го обвини дека бил агент-провокатор и оти го навредувал. Судењето продолжува во вторник, кога се очекува да сведочи сопругата на Орце Камчев, Ана Камчева. Деталите од денешното судење можете да ги најдете на нашата веб страница. А од другите вести, Белата куќа по месеци истрага за импичмент во представничкиот дом сега јавно прифаќа сослушување во Сенатот, кој е под контрола на републиканците. Председателот на САД Доналд Трамп на Твитер им порача на демократите дека ако сакаат да го отстранат од функцијата, тоа треба да го направат брзо со цел да има фер процес во Сенатот. Компанијата Uber соопшти дека примила повеќе од 3000 пријави за сексуални напади изминатава година, вклучително и за силување. Компанијата соопшти дека соработува со надлежни официјални лица, организации за безбедност на патиштата и со повеќе од 200 експерти за превенција од насилство, со цел да се направат промени што ќе доведат до поголема безбедност. Втор ден протести во Франција против најавените пензиски реформи. Десетици илјади работници излегоа на улиците да протестираат против плановите на председателот Емануел Макрон да го промени пензискиот систем. А проблемите со загадувањето во Тетово тема и во Вашингтон, каде беше презентиран проект како тие да се решат. Анета Шијакова разговараше со авторката. Проширување на можностите на граѓаните да учествуваат во донесувањето одлуки во локалната заедница преку дигитална платформа е проектот на Фортеса Асани од Северна Македонија, презентиран неделава во Вашингтон. Таа била практикант во Њујорк 4 месеци, во рамки на програма на Стейт Департментот помогната од Дирекс. Вели дека има намера да го примени моделот во Тетово, нејзиниот роден град, откако ќе се врати дома. Моето истражување покажа дека Тетово се соочува со 3 главни проблеми: загаден воздух, менаџирање на отпадот и сообраќајот. Во партнерство со локалната самоуправа ќе се креира отворена, иновативна платформа преку која локалната заедница ќе предлага решенија за овие проблеми. Програмата Решенија за заедницата инволвира млади лидери од цел свет. Годинава покрај Асани своји проекти представија уште 75 млади лидери од 53 држави во светот. Сите се фокусирани на решенија на проблемите во заедниците од каде доаѓаат. Целта на мојот проект е подигнување на јавната свест за домашното насилство врз девојчињата адолесценти. Преку театарски представи ги раскажуваме нивните приказни, за да ја едуцираме нашата заедница, но и да им помогнеме на оние кои имаат ваков проблем да го надминат предизвикот. Малолетничките бракови се мошне присутни на Филипините. Затоа креиравме проект во чии рамки ќе ги едуцираме девојчињата за човечките права, репродуктивното здравје, но и за вештините кои што ќе им помогнат да бидат самостојни. Учесниците веруваат дека експертизата и сознанијата стекнати во САД ќе бидат вредни кога ќе се вратат во нивните држави. Искуството во САД беше одлична можност да се запознаам со невладини организации кои работат со лица со посебни потреби. Од тука креирав проект за радиоемисија која ќе биде наменета за лицата со посебни потреби, што ќе ги едуцира за нивните права. Целта на програмата не е само нудење решение на локални проблеми, туку и креирање мрежа на млади лидери од цел свет за полесно да разменуваат искуства за позитивни промени во нивните заедници. Лидерите на Русија и Украина ќе се сретнат во Париз следната недела, со цел да се стави крај на 5-годишната војна. Чарлс Мейнс за ова.
5 години украинската влада се бореше со проруските сепаратисти во регионот Донбас во источна Украина. Убиени се повеќе од 13.000 украинци. За целиот тој период Кремљ тврди дека тој не бил вклучен, туку дека руски војници ребрендирани како доброволци се вклучиле во борбите. Европските сили во повеќе наврати се обидуваа безуспешно да договорат прекид на насилството. И тука се појавува ново лице, Владимир Зеленски. Комичар, кој што се прославил со улогата на украински претседател на телевизијата, Зеленски убедливо победи на изборите годинава. Тој ветува крај на војната во источна Украина. Тоа беше едно од најважните точки на неговата изборна кампања и се обидува тоа да го испорача. Тоа донесе нова флексибилност на украинската страна. Еден од неговите успеси е големата размена на затвореници што се случи во септември. Минатиот месец Русија врати 3 украински поморски бродови што ги зазеде една година пред тоа. Сепак, руските анкети укажуваат дека ефектот Зеленски е присутен, бидејќи руските напори за демонизирање на Украина почнаат да омекнуваат. Тој е популарна личност овде во Русија, играше на телевизиски игри во Москва пред неколку години, неговиот имидж е подобар од оној на претходникот. Милиони луѓе во Русија го гледале на телевизија, се смееле на неговите шеги. Забавен е. Непријател не е забавен. Треба да биде страшен. Зеленски не е. На Украина се уште се обидува да ја врати контролата врз изгубената територија во Донбас. Русија инсистира на посебен статус или влијание врз независните републики, што дури и Москва не ги признава. Зеленски има и други политички предизвици. Неговата улога во постапката за импичмент во Вашингтон ја стави поддршката на САД за Украина во прашање, токму кога на Зеленски му е најпотребна. Сега двете страни најавуваат договор за испорака на руска нафта и газ преку Украина за Европа. Тоа може да биде најлесен начин да се помогне на мировните преговори во Париз и да се покаже дека Украина и Русија остануваат соседи, без разлика дали тоа го сакаат или не. Основачот на Амазон Джеф Безос доби портрет во Историската галерија за портрети во Вашингтон. Максимо Скалов беше на церемонијата, на која присуствуваа и холивудски звезди, актери и други познати личности. Погледнете. Холивудски звезди, актери, телевизиски водители, дизајнери, бизнисмени и политичари. Имаше меѓу поканетите на годинешната свеченост во Националната галерија за портрети во Вашингтон. Им оддаваме признание на луѓе кои оставиле печат во американската историја и култура. Еден од почестените беше основачот на Амазон Джеф Безос. Тој е најбогатиот човек во светот. Признанието му го врачи неговиот син Престон. Портретот на Безос е дела на уметникот Роберт Мекарди. Галеријата доби портрет и на пејачот, актерот, драматург Лин-Мануел Миранда, познат по неговиот мюзикал Хамилтон, кој пак ја прими наградата од поранешната прва дама на САД Мишел Обама. Ова е огромна чест. Националната галерија на портрети е едно од богатствата на Вашингтон, полна со портрети на прекрасни луѓе како оној на Хамилтон. Специјална награда доби хемичарката Франсис Арнолд, која во 2018 стана прва американска научничка што добила Нобелова награда за хемија. Актерот и комичар Джеймс Корден ја најави наградата за уредничката на Vogue, Ана Винтур. Таа е моја драга пријателка која речиси 10 години ми дава силна поддршка. Привилегија ми е да ја доделам наградата. Музичкиот продуцент Клайв Дейвис им ја врачи наградата на членовите на легендарниот бенд Земја, ветер и оган, кој комбинира различни музички жанрови како сол, джез, R&B и поп. Црнечката музика од секогаш била и ќе биде дел од нашата култура. Прекрасно е што музиката на Земја, ветер и оган направи разлика во општеството. Домакинка на настанот беше ТВ презентерката Гейл Кинг. Музеот ве прави горди на историјата на оваа држава. Историја на различности која додава ново поглавје во американската приказна. Благодарам на вниманието. Имајте пријатен викенд. Јас сум Милена Ѓоргиевска. До гледање до понеделник.